Најлошиот Божиќ. Тоа се случи минатата зима, на Божиќ. Тато и јас отидовме во неговата канцеларија, затоа што таму имаше оставено поклони за нас. Во канцеларијата имаше подрум. Секогаш кога требаше да одиме во тоалет, ми беше страв да влезам во подрумот, но секогаш успевав да појдам. Додека тато ги спремаше поклоните, отидов до подрумот. Знаев дека нема ништо да ми се случи. Поточно се надевав, но нешто почна да чука. Најбрзо што можев излегов од подрумот и му реков на тато дека мора одма да одиме дома. Кога стигнав дома, размислував за подрумот. Полека се спушташе мракот. Почнаа да ни доаѓаат гости со многу подароци. Ги отворав подарок по подарок и во еден најдов нешто чудно. Порака во која пишуваше: денес на полноќ ќе дојдам да разговараме. Тоа ме заинтересира многу, но мислев дека некој се зафркава со мене. Дојде полноќ, не верував дека некој ќе дојде, но сепак очекував некој. Одеднаш се изгасија сите светла, сите исчезна и се појави некој човек со крвави раце. Со тлавок глас рече: изгубете се сите од мојата куќа. Светлата се запалија и сите повторно беа во дневната соба. Не спиев цела ноќ, утрото одлучив да одам во тој подрум. Најдов уште една порака. На неа пишуваше: следниот Божиќ во исто време, на исто место. Оваа кратка приказна е преземена од Facebook страната Хорор приказни. За повеќе вакви приказни, заследете не, оставете лајк и коментар. Поздрав!